Дневник на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. Почнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. Над 150 компании доставија до владата конкретни идеи за подобрување на бизнис климата. На крајот на март ќе биде познато кои иницијативи ќе се реализираат. Лекарите во клиничката болница во Штип и студентите на Факултетот за медицински науки на УГД имаат можност за едукација на планот на современата хирургија и акушерство од американски експерти. Унгарската амбасада во Македонија ќе стипендира млади роми од Кочани за обуки во Унгарија. Општина Кочани има долгогодишна соработка со унгарската амбасада. До сега 154 домашни компании од различни сектори кои имаат собствени идеи за подобрување на бизнис климата доставија предлози и барања до владата за подобрување на бизнис климата во Македонија. До крајот на март ќе биде познато колку од иницијативите кои се поднесени се прифатливи за владата и кои можат да бидат реализирани. Проектот Учиме од бизнис заедницата се применува од 2010 година. До сега офатени се 520 компании од различни сектори. Меѓу иницијативите кои фирмите ги предложија, владата ги прифати се намалувањето на ДДВ-то од 18 на 5% за промет и увоз на жив добиток, забрзување на постапките за донесување на урбанистичките планови, како и проектот резултираше и со воспоставување на директна авионска линија Охрид-Лондон со приоритетни ленти на граничниот премин Табановце и Богородица. Од над 700 иницијативи повеќе од половина беа позитивно решени, со што се придонесе кон подобрување на состојбите и за индивидуалните субјекти, но и за системскиот пристап на ниво на сектор, на ниво на индустријска гранка. Ние имаме еден сериозен оптимизам и дека во рамките на овој пети циклус ќе се изнедат позитивни решенија, ќе се подобрат состојбите и на тој начин позитивно ќе се действува кон перформансот на деловните субјекти. Интерактивни предавања за студентите на Факултетот за медицински науки одржаа денес 20 американски лекари. Се работи за проект на Министерството за здравство и Универзитетот Гоце Делчев за едукација на студентите и на лекарите во клиничката болница во Штип за новите техники во современата хирургија и акушерството. Двајца реномирани американски лекари одржаа интерактивни предавања пред студентите на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Главната цел е едукација на македонските лекари од страна на нивни колеги од Соединетите американски држави. Тие се овде како дел од проектот македонски лекари кои што ќе бидат обучувани од страна на американски специјалисти, кој што проект е условно почнат од страна на Министерството за здравство и владата на Република Македонија. Американскиот специјалист по општа хирургија говореше за новините во современата светска хирургија, додека специјалистот по гинекологија и акушерство одржа предавање на тема механика на раѓањето. My colleague and I, we are very pleased and privileged to be here in Macedonia. Чест и задоволство ние што можеме да ги подучуваме нашите колеги специјалисти и специјализанти во јавните здравствени установи на Република Македонија. Моментално ги подучуваме специјалистите и специјализантите од областа на општата хирургија и гинекологија. I have came to work with the Она што јас како специјалист по гинекологија и акушерство работев заедно со моите колеги специјалисти и специјализанти во Штип се царски резови кои што ги изведовме многу успешно и се родија здрави и прави македонски деца. Она што е другото со кое што исто така работевме, се занимававме, тоа се разните видови на хистеректомии кои што многу успешно моите колеги ги прават во клиничката болница овде. Покрај едукација, лекарите од Америка ќе извршат и неколку хируршки интервенции кои македонските лекари се уште не ги применуваат. Она што го видовме овде во клиничката болница во Штип се голем број на пациенти кои што се оперираат, односно се со индикација за операција поради постоечка ингвинална хернија или ингвинална кила. Во Соединетите американски држави оваа интервенција се прави исклучиво по лапароскопски пат и тоа е некаде од 10 до 20% со огромен процент на успешност. Мене ми е многу драго што и во Република Македонија се уште како пионер, меѓутоа многу добро се работат овие лапароскопски интервенции за овие типови на заболувања. Настанот е во организација на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев, а домаќин е клиничката болница во Штип.
Стипендирање на млади роми од Кочани за обука во Република Унгарија ќе овозможи унгарската амбасада. Стипендирањето е резултат на долгогодишната соработка на општина Кочани со амбасадата на Унгарија и унгарскиот град Сиген Сент Миклош. Како резултат на долгогодишната соработка на унгарската амбасада со општина Кочани и со оглед на фактот дека Кочани е прв град од Македонија кој почна да соработува со унгарскиот град Сиген Сент Миклош, амбасадата на Унгарија со поддршка на владата на Унгарија ќе стипендираат 5 млади лица од ромска националност од Кочани за посетување обуки во делот на науката. Mi most azon dolgozunk majd a polgármester, hogy egy... Со поддршка на владата на Унгарија, ние ќе возможиме на 5 или 6 млади лица од Кочани од ромска националност да се едуцираат во Унгарија и ќе ги стипендираме за посетување на обуките. Ez egy figyelemfelhívás, és Општина Кочани се грижи за ромите за вклучување во редовната настава во училиштата и детските градинки, задолжителното средно и стипендирање во високото образование, така што стипендирањето на млади роми во Унгарија е добредојдено. Ние со неговата екселенција, со амбасадорот, сме пријатели и разговаравме на многу теми. Една од темите е таа да стипендираме наши млади роми во Република Унгарија. Еве, ова заедничка наша желба се исполни и ние сигурно како општина Кочани ќе имаме еден или двајца стипендијанти кои што ќе бидат на обучување во Унгарија во нивните центри каде што ќе изучуваат некои науки, некои вештини и така натаму. Министерот без ресор Неждет Мустафа повика на продолжување на декадата на ромите и рече дека Македонија подава рака за ромскиот народ и со конкретни акции се решаваат интегративните процеси. Ги повикувам сите заедно да го продолжиме патот на декадата, кој што не била као магично штапче, но се докаже дека со декадата постигнавме исклучителни добри резултати. Со огромна надеж дека декадата од следните години ќе носи поголем буџет и ќе направиме многу посилни крупни чекори во решавањето на нивните деценински проблеми. Градоначалникот Димитровски додаде дека заедничката соработка во делот на социјалните програми за ромите и подобрување на инфраструктурата во ромското мало ќе продолжи и понатаму. Жителите на село Ратавица во општина Пробиштип ги надминуваат проблемите кои ги имаа со неисправната вода за пиење, со вклучување на водоснабдителниот систем Злетовица. Со исклучување на пумпите, односно со пуштањето во употреба на новата пречистителна станица во Пробиштип, село Ратавица остана без квалитетно водоснабдување. Бидејќи приоритет на општина Пробиштип е жителите од ова место да имаат чиста вода, општината аплицираше преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој, се со цел во село Ратавица да се надмине овој проблем. Ратавици во иднина ќе се снабдува од Злетово, значи од Злетовскиот водовод, со што тие ќе добијат квалитетно водоснабдување. Вкупната сума за овој проект изнесува околу 3.400.000 денари, што значи поставување на црево, шахти, анкерни блокови, вентили, при што ќе го поврземе со резервоарот во селото Ратавици и конечно трајно ќе биде решен проблемот со водоснабдувањето во ова населено место. Село Ратавица има најголем потенцијал бидејќи овде миграцијата е многу намалена. Ние и понатаму ќе продолжиме интензивно да работиме и во делот на инфраструктурата во ова место, а се очекува да започне и реализацијата на проектот за изградба на нов мост помеѓу село Ратавица и Бунеш, вели градоначалникот Тоневски. Советот на општина Виница ја одржа 37-та редовна седница на која се даде зелено светло за изградба на брана и мала хидроелектрана на Градечка река. Советот на општина Виница со поддршка од 10 гласа даде зелено светло за изградба на брана и мала хидроелектрана на Градечка река. Проект кој јавното претпријатие Солидарност треба да го реализира преку јавно-приватно партнерство, а кој ќе биде долготрајно решение за водоснабдувањето на Виница и околните населени места пред се село Градец.
Според образложението на градоначалникот Дончев, оваа идеја е од 1992 година, но сега е најден сериозен инвеститор кој ќе реализира потфат, изградба на мини хидроелектрична централа на вишокот на вода на доводен цевовод за вода до филтер станицата на јавното предпријатие, како и изградба на нов цевковод и мини акумулација на Градечка река. Наша среќа појави се инвеститор кој сака да инвестира во овој проект. Ни помалку ни повеќе околу 3 милиона евра е првичната пресметка дека ќе кошта овој проект. За да не се дава политички акцент на еден ваков значаен проект за општина Виница. Значи тука Симо ги наброја бенефитите што ќе ги има општината, а бенефит број 1 е водоснабдувањето. Значи трајно го решаваме проблемот со водоснабдувањето на општината. Тоа е број 1. За потребите на село Трстија денес беше донесен и општ акт со кој се утврдени условите за начинот на градење во селото, се до донесување на урбанистички план. Планскиот опфат на селото е 25,17 хектари и во рамките на истиот се утврдени површини за домување, за сервиси и стоваришта, како и за инфраструктура. Општина Виница 2015 година ја завршила со вкупна реализација на приходите на основниот буџет во висина од 72,61%, а вкупните расходи се остварени со 71,53% и во 2016 година влегува со ненамирени обврски од 41 милион денари. Опозицијата не ги подржа кварталните извештаи со образложение дека реализацијата на основниот буџет е се послаба, а капиталните расходи се остварени само со 60%. Општината со овој долг според нив нема услови да гради со сопствени средства. Градоначалникот Дончев возврати дека во текот на неговото владење успел да врати долг од 40 милиони денари и уште враќа долгови кои се влечат повеќе од една деценија. Заради отсуство на директорите не беа разгледани и усвоени завршните сметки на дел од училиштата, освен на основното училиште Кочо Рацин во село Блатец. А заради немање кворум, не помина и барањето согласност од Советот за ново вработување во локалната самоуправа, но поминаа сите барања за утврдување правен статус на неколку објекти на физички лица, претежно викендици. На денешната седница беа разгледани извештајот и програмата за работа на територијалната противпожарна единица, а како советнички прашања се начна проблемот со дивоградбите во ромското мало, како и ротацијата на смените во училиштата. После 15 години, кабинетот по информатика во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево се поднови со 15 компјутери, кои се платени со заштедени средства од училишниот буџет. Учениците од Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево наставната програма по предметот информатика ќе го следат на нови програмски надоградени компјутери. Училиштето со заштедени средства од училишниот буџет го опреми кабинетот по информатика со 15 нови училишни компјутери, кои беа и повеќе од потребни во наставната програма. Нашето училиште Методи Митевски Брицо со средства обезбедени од ребалансот на буџетот за 2015 година од наменската дотација успеа да набави 15 компјутери за настава по информатика, односно за кабинетот по информатика. И јас се надевам дека овие компјутери кои што се современи, кои што ги имаме во нашето училиште сега, ќе допринесат за поквалитетна настава. 15 години старите компјутери им создаваа проблеми на професорите и учениците и не можеа да одговорат на новата информатичка програма за наставата, истакна професорката Јовевска. Со новите компјутери кои што се инсталирани со најновите софтвери и интернет пристапот што го имаме тука, овозможено е непречена настава по сите информатички предмети, како по наставните програми, така и за вон наставните активности. Старите компјутери имавме многу технички проблеми, значи не можеше соодветен софтвер да се инсталира, често знаеа да закочат, да се блокира работата, да имаме прекини во наставата, а сега веќе тие проблеми ги нема. Последен пат гимназијата Методи Митевски Брицо нови компјутери доби во 2002 година преку Министерството за образование и наука.
Продолжуваме со активностите на политичките партии во регионот. Општинската организација на СДСМ Штип на пресконференција ги искажа ставовите околу работата на Штипската клиничка болница, каде според нив пациентите се лекуваат, а лекарите работат во катастрофално лоши услови. Ниските плати во здравството се причина за се поголемиот одлив на здравствени работници надвор од државата, сметаат штипските социјалдемократи. Пациентите и понатаму се лекуваат во мизерни и крајно недостоинствени услови, почнувајќи од недостигот на основни средства, материјали и лекови, па се до преполните болнички соби со 10 до 12 кревети, лоши хигиенски услови, простории полни со мувла. Пациентите кои што боледуваат од малигни заболувања, како и диабетичарите, постојано се соочуваат со недостиг на лекови кои што се неопходни за нивниот живот. Огромен е бројот на оние родители кои што молат за помош за лекување во странство. Дури 200 лекари годишно заминуваат од земјава. На Македонија и недостасуваат 2000 лекари за да може да се постигне минимумот за достапност на здравствените услуги до секој граѓанин. Македонското женско лоби со поддршка на амбасадата на Британија спроведува проект за зачувување на мирот и градење доверба. Проектот е во согласност со заложбите на НАТО за регионална безбедност и резолуцијата на Обединетите нации 1325. Бегалската криза од Сирија во овој момент ја наметнува потребата од примена на акциониот план разработен од Министерството за труд и социјална политика, донесен во 2013 година. Правата на жените за време и постконфликтни ситуации и превенција на конфликти се застапени во резолуцијата за мир и безбедност и сигурност на Обединетите нации 1325. Македонија ја има ратификувано оваа резолуција, а со акциониот план се предвидуваат активности и на локално ниво. Секоја локална самоуправа во Република Македонија има неколку механизми преку кои може да се справи со барањата кои произлегуваат од резолуција, Комисија за еднакви можности, понатака совети за безбедност или комисии за безбедност и нормално советот на општината со невладини организации. Тука станува збор за сигурноста како таква, која што не може и не мора да биде само сигурноста во конфликтни ситуации, туку воопшто една сигурност во секојдневно живење, која што едноставно може да подобри квалитет на живење. Во рамките на општина Штип работи Комисија за еднакви можности. Бидејќи работиме на тематики кои што се однесуваат на жените, секако за наше искуство и за сето тоа да можеме понатаму да го пренесуваме. Штип е една од 10 општини каде се спроведува проектот за зајакнување на жените и девојките за зачувување на мирот и градење доверба на македонското женско лоби со поддршка на амбасадата на Британија. Општинскиот Црвен крст во Штип утре организира крводарителска акција во општина Карбинци и обука за осмоделенците за промоција на хумани вредности. Според програмските активности за оваа година, Општинската организација на Црвен крст во Штип и општина Карбинци утре организираат крводарителска акција во просториите на општинската зграда. Акцијата ќе трае од 10 до 16 часот. Ги повикуваме сите заинтересирани граѓани да поведат во просториите на локалната самоуправа на општина Карбинци и да ја даруваат драгоценната течност, со што ќе спасат нечи живот. Зашто нема да биде само за вработените во општината, туку за сите животни? Да, оваа крводарителска акција е отворена за секој заинтересиран граѓан и на општина Штип и на општина Карбинци. Во истиот термин, од 10 часот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст во Штип, во соработка со основните училишта ќе започне обука за осмоделенците која ќе се однесува на ПХВ проектот, односно проектот за промоција на хумани вредности, насловен како Црвен крст во акција. Инструктори од Црвен крст Скопје ќе бидат присутни во нашите простории, каде што на 30 нови млади ученици ќе им биде презентирано ќе им бидат презентирани вештини за изработување на мали проекти. Проектот ќе биде од големо значење, вели Камчев, како за активирање на постоечките волонтери во организацијата на Црвениот крст во Штип и за едуцирање на останатите млади лица во изготвување на проекти.
Вчера попладне во Штип на улица Радански пат по претходна расправија настанала тепачка помеѓу три лица од Штип. Двајца со иницијали РК и НК на возраст од 48 и 39 години. Со секира го нападнале 22 годишниот ЕН, на кој му нанеле телесни повреди. Нападнатиот успеал да ги совлада, па на крај сите завршиле во клиничката болница во Штип. Полицијата презема мерки за целосно расчистување на случајот. СВР Штип поднесе кривична пријава против 40 годишен штипјанец со иницијали АП поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, фалсификување пари и лажно представување. Тој во менувачница пуштил во оптек фалсификувана банкнота во апоени од 100 американски долари, а кога вработениот се посомневал во валидноста на истата, пријавениот се представил дека е полициски службеник, прикажувајќи му легитимација, на што оштетениот му поверувал и му ја сменил банкнотата. Германскиот канцелар Ангела Меркел оцени дека договорот меѓу Европската унија и Турција е најдобриот начин за решавање на бегалската криза. Таа пред клучниот самит на Европската унија утре и задутре во Брисел го отврли предлогот на Вишеградската група, што ја сочинуваат Чешка, Полска, Унгарија и Словачка за затворање на така наречената Балканска рута кон Европа на границата меѓу Грција, Македонија и Бугарија. Против овој предлог се изјасни и председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер, предупредувајќи дека тоа ќе доведе до повторна фрагментација на Европа. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск вчера во Атина изјави дека исклучувањето на Грција од Шенген зоната нема да стави крај на војната во Сирија или пак да ја намали заинтересираноста на бегалците да доаѓаат во Европа, Четири американски авиони ловци F-22 прелетаа над Јужна Кореја денеска како демонстрација на сила кон Северна Кореја по неодамнешното истрелување ракети од Пјонкјанг и пред почетокот на заедничките воени вежби на САД и Јужна Кореја. Летот на модерните воени авиони кои се невидливи за радарите, а кои се базирани во Окинава, е последното користење на најмодерна стратешка воена технологија од САД во Јужна Кореја, откако Северна Кореја минатиот месец ја изврши четвртата нуклеарна проба. Пјонкјанг тврди дека тоа не било нуклеарна проба, туку лансирање на сателит во Вселената. Пентагон тврди дека има докази од кинеската војска распоредила ракети од типот земја-воздух на одредени острови во Јужното Кинеско море. Неименуван кинески представник рече дека Кина поставила ракетни системи од типот HQ-9 на островот Фуди, кои освен Кина за свој го сметаат и Виетнам и Тајван. Имено Министерството за одбрана на Тајван во официјалното соопштение потврди дека Кина поставила противавионски ракети на островот. Американскиот представник кој говореше за Нью Йорк Таймс не сакаше да даде информации кога се ракетите поставени, како и дали и колку од нив се во моментов во состојба да делуваат. Кинеските ракети имаат домет од околу 120 километри и може да уништат авион и други крстечки и балистички ракети. Од следниот понеделник започнува општинскиот куп во мал фудбал во општина Берово, следејќи ги искуствата од минатите години, а во духот на зајакнување на соработката помеѓу институциите преку спортот, и година во општината Берово ги организира спортските игри во мал фудбал. Игри кои официјално ќе започнат на 22 февруари оваа година во спортската сала Македонски бранители со почеток во 17 часот и 30 минути. На турнирот засега своето учество го пријавиле 11 екипи кои што ќе се борат за првите 3 места и за титулите најдобар голгетер, најдобар играч и најдобар голман. Меѓу пријавените екипи се и Фагусот Пехчево, такси возачи, полициска станица Берово, бензински пумпи, Сдружение на приватни фирми, гранична полиција, Жито Малеш, угостителски работници, јавно предпријатие и услуга Берово, гарнизонот на армијата на Република Македонија од Штип. Во првото коло од игрите ќе се одиграат надпреварите помеѓу такси возачи општина Берово, полициска станица Берово со екипата на АРМ гарнизон Штип. Во третиот натпревар ќе се сретнат екипите на бензински пумпи, јавно предпријатие и услуга, а во последните два надпревари силите ќе ги одмерат Сдруженијето на приватни фирми со угостителски работници и гранична полиција против Жито Малеш. Во првото коло слободна ќе биде екипата на Фагус Пехчев. Надпреварите ќе се играат секој понеделник и петок со почеток во 18 часот.
80.000 денари и годинава е сумата која треба да се уплати најдоцна до 8 март од страна на третолигашките екипи од Истокот, како потврда за учеството во пролетниот дел од надпреварувачката 2015-2016. Надпреварите од пролетниот дел од сезоната предвидено е да започнат на 13 март оваа година, со тоа што ќе се игра и една среда, и тоа на 18 мај во последното коло од сезоната. Ова беше одлучено во Штип на одржаниот состанок на раководството на третата фудбалска лига Исток, кој се одржа заедно со представниците на клубовите. Пред самиот почеток на пролетниот дел од сезоната, екипите продолжуваат со одигрување на пријателските надпревари. По високата победа во Делчево над тимот на Осогово Брегалница од Делчево, веќе утре ја игра и втората контролк, овој пат против тимот на Китго од Пехчево. Кога сме кај тимот на Брегалница од Делчево, делчевчани добиваат уште едно квалитетно име во насока на што подобро представување во пролетниот дел од сезоната. Дуле Андонов од редовите на праволигашот Брегалница од Штип, на делчевскиот тим ќе му биде отстапен на 6-месечна позајмица. Се работи за искусен фудбалер кој игра на средината од теренот. Пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија е она што ќе ви го посакам на самиот крај од Дневникот. Не заборавајте и на следното издание на Дневникот, поточно Дневник 3, со кој ќе го заокружиме и овој ден, 17 февруари. До тогаш пријатно!